Дневник на телевизија Плюс. Добро вечер. Еве што ќе гледате. Се зголемува интересот за пливање во затворениот базен. Упис на нови членови во Сдруженијето на планинари Козјак 2013 Куманово. Божиновски и Михајловски во новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ. И помладите и повозрастните кумановци се заинтересирани за рекреација во затворениот пливачки базен, информираат надлежните од овој спортски објект. Воедно тие соопштија дека наскоро ќе се изврши комплетно чистење на базенот, кое што е дел од редовното сервисирање. Кумановци се заинтересирани за рекреација во затворениот пливачки базен. Управителот на објектот, кој воедно е и директор на јавното предпријатие Чистота и зеленило Сашо Петрушевски, истакна дека најмалите, но и повозрастните секојдневно доаѓаат и уживаат во можностите кои што ги нуди овој спортски објект. Тоа е и основната намена на базенот, со тоа што и дел од луѓето кои се рекреираат, бројката расте. Значи, она што ние со години сме го немали во Куманово и овој благодет го користат се поголем број на наши сограѓани и мислам дека во наредниот период тој тренд ќе продолжи. Петрушевски најави дека во следните денови ќе се изврши комплетно чистење на базенот. Станува збор за редовно сервисно одржување кое се прави 2 пати годишно. Ќе се осврнам на она што значи одржување на градскиот базен, бидејќи е дадено на одржување на јавно предпријатие, со сите потребни тековни проверки и од испитувања кои се вршат од хемиско-бактериолошка станица во Куманово, Центар за јавно здравје. Секој понеделник вршиме испитување на водата, до сега водата е во ред. Значи, ова е и одговор на шпекулации кои ги слушам и кои доаѓаат и до мене дека има некоја зараза, па било какви шпекулации од тој ред не се точни, бидејќи до сега водата е во најдобар ред. Петрушевски нагласи дека сите останати спортски активности, работата на клубовите се одвива непречено. Јавното предпријатие Македонски шуми на веб страницата објави повик на јавен интерес за 2018 година со кој се повикуваат сите заинтересирани купувачи на техничко и огревно дрво да се пријават на повикот и да достават барања за купување на потребните количини на дрвни сортименти. Сите заинтересирани може да се информираат во канцелариите на подружница Шумско стопанство Куманово. Упис на нови членови врши Сдруженијето на планинари Козјак 2013. Сите љубители на овој спорт имаат можност да ја почувствуваат планинската авантура, вклучувајќи се во оваа здружение. Сдруженијето на планинари Козјак 2013 Куманово продолжува да врши упис на нови членови. Сите заинтересирани лица кои сакаат да почнат со планинарење, сакаат патување и дружење се добредојдени во друштвото. За упис е потребно заинтересираните да присуствуваат на некоја планинарска тура во текот на следниот период и доколку им се допадне потполнуваат пристапница за зачленување и плаќаат чланарина за тековната година. Чланарината за 2018 година изнесува 350 денари и истата може да се уплати на жиросметка на друштвото. Членовите на друштвото чланарината за 2018 година треба да ја обноват најдоцна до 31 март годинава. Дополнителни информации може да се добијат на Facebook страницата на друштвото или на електронската адреса. Сдруженијето на планинари Козјак Куманово е формирано 2013 година. Организира планинарски тури секој викенд. Во моментов број на 30 членови и 4 професионални лиценцирани планинарски водичи со огромно искуство на планините. Превенција и рана диагностика на Алцхајмерова болест, деменција во Република Македонија е проектот кој ќе го реализира Сдруженијето за Алцхајмерова болест Македонија, Сдруженијето Јустиција и Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија. Трите здруженија се членки за мрежата Инклузива М за социјална инклузија на старите лица од третото доба во Република Македонија од 2016 година и остваруваат континуирана активност и соработка со другите сродни здруженија и организации во Република Македонија. Според најновите извештаи на Светската здравствена организација, Алцхајмеровата болест представува се поголем глобален здравствен, медицински, социјален и легислативно правен проблем во целиот свет. Оваа деменција е една од водечките болести во светот со околу 27 милиони заболени луѓе. До 2050 година се предвидува дека тој број ќе се зголеми до 50 милиони заболени од оваа засега фатално заболување на мозочното ткиво.
Двајца кумановци се дел од новото раководство на ВМРО-ДПМНЕ. Игор Божиновски и актерот Тони Михајловски станат членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ го избра новото партиско раководство. Дел од него е Игор Божиновски од Куманово, чија сопруга Елена е притворена во рамките на акцијата на МВР за настаните од 27 април. Божиновски е член на Централната правна комисија, а беше и портпарол во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Тој раководеше и со Централниот регистар во Куманово. Покрај Божиновски во извршниот комитет на партијата е и актерот Тони Михајловски, кој исто така е кумановец. Централниот комитет на партијата синоќа му ја даде довербата на екс-директорот на ЈСП Игор Јанушев да биде нов генерален секретар. За прв пат по долги години ВМРО-ДПМНЕ доби и тројца подпредседатели. Екс-министерот Владо Мисајловски, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и поранешниот пратеник Александар Николовски ќе бидат најблиски соработници на лидерот Христијан Мицоски. Со 112 гласа за и само еден против е избран новиот извршен комитет на партијата. Во него над 80% од членовите се нови кадри кои досега не членувале во највисокото извршно тело на партијата. Од искусните кадри нови членови на ИК се Владко Ѓорчев, Александар Николовски, Коце Трајановски, како и оние кои членуваат по функција, како Рангелова и Неловски. Партискиот председател вели дека нивниот состав ќе биде комплетиран наскоро и изрази уверување дека тоа ќе и даде дополнителна вредност на партијата. По промените во извршниот комитет, Мицкоски најави промени и во општинските комитети. Согласно статутот, мандатот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ трае 2 години. Унијата на млади стили на ВМРО-ДПМНЕ Куманово организира крводарителска акција во чест на притворените уставобранители од 27 април. Крводарителската акција ќе се одржи во вторник од 11 до 15 часот во просториите на Томбола. Тие ги повикуваат сите хумани граѓани кои се заинтересирани за дарување крв да им се придружат. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Македонија и Грција се согласија да формираат работни групи предводени од министрите за надворешни работи, кои ќе бидат посветени на пронаоѓање решение за 25 годишниот спор со името. Ова го изјави шефот на македонската дипломатија Никола Димитров во интервју за Reuters. Уверени сме дека и од двете страни постои волја да се оди напред, вели Димитров, кој во Солун имаше средба со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас. Димитров очекува првиот состанок на работните групи да се реализира следниот месец. Јасно е дека идентитетот е мошне важен за нас. Мора да најдеме начин да ги убедиме нашите грчки колеги дека има јасна дистинкција меѓу нашата земја и нивниот регион, која вклучува Северна Грција, додаде Димитров. Шефот на македонската дипломатија истакна дека Македонија, која од 2005 година има статус на кандидат за членство, се надева дека во јуни ќе добие датум за почеток на преговорите, како и покана за членство во НАТО. Општините издале 182 одобренија за градба во ноември минатата година, што е намалување за 21,6% во однос на истиот месец во 2016-та. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион 48, следи Полошкиот со 44 и Источниот со 30 издадени одобренија за градење. Предвидената вредност на објектите што треба да се изградат изнесува 1 милијарда 958 милиони 89 илјади денари, што е за 31,2% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Вевчани викендов ќе биде театар на отворено со изобилство од креативност и импровизација и центар на сатирата за настаните што ја одбележаа минатата година. Вевчанскиот карневал со кој се слави доаѓањето на новата година по стариот календар почнува денеска. Кулминацијата на настанот е утре сред село со Василичарско оро на околу 1000 маски. Карневалот ќе заврши попладнето со традиционално палење на маските. Вевчанскиот карневал е стар 1400 години и негува специфични обичаи. Според јулијанскиот календар по кој се водат православните христијани, вечерва се дочекува православната нова година во народот позната уште како и стара нова година, која почнува утре на Василица. По повод православната нова година и празникот Образение Господово и Свети Васили Велики, утре во храмовите на Македонската православна црква ќе биде служена Света Василева литургија,
Кумановци може да присуствуваат на литургијата која што ќе се одржи во црквата Света Тројца со почеток во 8 часот и 30 минути. Покрај Македонската православна црква според јулијанскиот календар, верските празници ги слават и Руската и Српската црква, Ерусалимската патријаршија и дел од калуѓерите на Света Гора. За разлика од нив, по Григоријанскиот календар се водат грчката, бугарската, романската, украинската и грузиската православна црква. Времето во Куманово денеска беше облачно со услови за дожд, а дуваше североисточен ветер. Максималната температура денеска изнесуваше 6 степени, а минималната -3. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за врнежи од снег, а ќе дува југоисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 3 степени, но дегутринската ќе се намали до -7 степен Целзиусов. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатен викенд.